Домати и краставици по маркетите нема ни за лек. Рафтовите речиси секаде се празни, ама затоа на зелените пазари се продаваат по цена од 180 до 200 денари за килограм домати краставица. Ваква е сликата од како власта ги зголеми замрзнатите цени на дел од овошјето и зеленчукот. Во некои од пазарите килограм грав во ек на пости стаса и до 350 денари. Најголем дел од трговците не сакаат ни да чуе да застанат пред камера, ама оние кои се решија нешто да кажат, признаваат дека е прескапо. Скапо е за обичен смртник, што викаат. Онака. Се нема пари, реагира дека се е повишено. Се нема. Па све е покачено, да, тоа е тоа. Поготово сега за празниците. Па општо е покачено уште од короната наму све се качи нагоре, тоа е тоа. Нема што да кажам друго. Трговците на зелените пазари за да се заштитат од инспекциите не ги пишуваат цените на производите. Кога ќе видат новинари камера, кажуваат дека доматите и краставиците одат до 100 денари, ама кога муштериите ќе се наканат да купат, цената за нив е дупла. Скапо е да ви кажам. Рекол дека ќе ги замрзнат цените, ќе ги намалат, меѓутоа скапо. Гледаме дека не е на терен така. И сами гледате дека не е. За некој скапо, за некој ефтино. Меѓутоа, не е вообичаено, нема потреба, посебно се пред празници е нагло да се зголемуваат цените. Гледаме дека се е зголемено. Да, за жал. Скапо нормално. Има пари народов? Некој има, ама повеќето нема. Кој има, купува, кој нема, ништо не прави. Ке си ќути и ке си седи. Така е, скапо е, мали се пензиите, мало е све. Трговците се правдаат на високите набавени цени, уверуваат дека работат со ситен ќар, а за граѓаните пак сето ова е веќе видено. Како по обичај, пред секој голем празник иста песна. Високи цени, ама квалитет просечен. Ден по поскапувањето на овошјето и зеленчукот, состојбата на зелените пазари и натаму е непроменета. Доматите и краставиците и натаму се продаваат по повисока цена, а граѓаните реагираат дека ова е веќе неиздржливо. Што се однесува до останатите производи во пресрет на празниците, јајцата најмногу ги има на тезгите. Табла се движи од 270 до 300 денари, а сега најбарани се белите јајца. Секако за подобро да фатела бојата за вапцување. Продавачите на јајца не сакаа ништо да кажат, освен дека не сакаат камери. Од владата кажа дека инспекцијата врши контроли и секој кој правил злоупотреби ќе одговара. Оние кои сериозно го оштетија државниот буџет беа увозниците на овошје и зеленчук, кои во царина прикажувале лажни фактури за дебело да профитираат.